Нова аудио бомба за Рашковски. Потивко не смееме да разговараме со Рашковски. Чувај ја таа кај тебе, како доказен материјал. Кој е крив? Рашко е крив. Во пензија е БЦ. Треба нов. Перо е крив. Да аплицираме со Ивонка и Финки, така? Нема измени. Па може. И да не зборат ќе не зборат за пари. Не дека сме се Тешко ќе ја направа спојката. Трајче ќе го јаде. Трајче и перо. Ова се само дел од пораките што ги презентираше обвинителството за да му докаже на судот дека екс-владиниот генерален секретар и останатите 6 на обвинети преку незаконита постапка набавиле софтвер за сообраќајни прекршоци. Рашковски преку севдонимот Pero 078 на платформата Viber на 5 јули 2019 година се допишувал со Даниел Станчев од Ивока Груп и Ирена Ивановска. До утре е евалуација до 10 часот. Аха, Подобар ли е Дамјан? да, утре ќе е надавањето. Немој дутнете, 15 поени само имате. Од колку? Ќе ви стаса мејл. Гледајте утнете и да се убијам. И како може некој да има повеќе стартни поени? Не знам. Е па доставиле повеќе потврди. Ќе ви стаса мејл за датум. Во друга комуникација обвинетите Станчев и Христов се допишуваат за распишана јавна набавка, понудите на тендерот и која колку чинела, а за тоа се споделуваат и фотографии. Станчев е сигурен дека ќе има бодување на понудите или ќе бидат исфрлани за неисполнување на условите. Рашковски по читањето на делот комуникацијата реагираше дека ова е Word документ во кој се напишани пораки и бараше да се види каде е ваквиот документ на оригинално USB што го дало МВР од вештачењето на телефоните. Да се оди на десен клик на документот и пропретис, за да видиме кога е креиран, кој го креирал, која е автентичноста и каде што има слика да видиме како е импортирана, од кој извор. Ова е некаква приказна напишана на Word. Читањето на пораките следува како дел од изведувањето на материјалните докази на обвинителството, што започна денеска, откако на минатото рочиште странките дадоа воведни зборови. Според обвинителниот акт, во временскиот период од јуни 2017 до февруари 2021 година, во Генералниот секретаријат на владата, Рашковски, помогнат од второ и трето обвинетите, ја злоупотребил својата службена положба при спроведување на 4 постапки за јавна набавка за софтвери, а при тоа во джеп си ставиле околу 300.000 евра пари од државниот буџет.